Медиумите се најаката и важна карика во информирањето на граѓаните и во формирањето на јавното мислење за сите случувања. Целта и активностите на Советот на етика е да го представи работењето на Советот во медиумите и начинот на кој функционира Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите. Главната идеја е да се оствари една директна комуникација со јавноста, се со цел да се видат причините кои најмногу ја засегаат јавноста. Ова што се организира денеска ќе биде еден апел до јавноста, односно до медиумите, да не се прекршуваат стандардите во известувањето, да не се известува со стереотипи и предрасуди, а тоа е особено важно во овој момент. Доколку се случи да се добијат представки, жалби од граѓаните во однос на овие случувања, имаме механизми кои што значат адхок средба на состанок на Комисијата за жалби, кој што ќе одлучува во однос на тие случаи. Сметам дека новинарите честно си ја работат својата работа. Имам една забелешка како граѓанин, како член на невладин сектор, дека од медиумите многу се бара, а малку им се дава и на тоа поле сметам дека не се доволно наградени, а за нивната етика и начин на однесување сметам дека се најпозитивно може да се каже. Медиумите треба да имаат улогата за објективно и навремено информирање и во овие моменти треба да внимаваат што зборуваат и што изјавуваат. Луѓето треба да добијат објективни и навремени информации. Говорот на омраза е небалансирано известување и се главните слабости во новинарското известување, цени Советот за етика во медиумите, на што најмногу реагираат граѓаните, на која категорија од известување? Најмногу се реагира на говор на омраза, се реагира кога постои неурамнотежено известување, во смисла се консултира само едната страна во приказната, а не се зема предвид дека можеби постојат и повеќе од две страни кои што може да ја представат целосно приказната. Значи најмногу на говорот на омразата, најмногу на неурамнотеженоста на историјата, не консултирањето на страната кога на пример се зборува против некоја одредена страна. И порталите спаѓаат во групата на медиуми кои се сметаат за предвид за разгледување и досега имало голем број на представки кои се однесуваат на начинот на кој известуваат истите. И оваа категорија е преземана во предвид. Само социјалните мрежи не спаѓаат во овие групи.